Честитки по повод големиот православен христијански празник Богојавление Водици, денес упатија челниците на македонскиот државен и политички врв. Денот кога во реката Јордан Јован Крстител го крстил Исус Христос, кој пак означува душевно раѓање и почеток на човековото живење во верата. Оттаму Богојавлението е празник на обновувањето на можноста за познавање на Бога. Господ Исус Христос дојде во светот за да живееме преку Животворецот, за да пребиваме во светлината која што доаѓа од Отецот на светлините, за да растеме во љубовта која што доаѓа од оној кој е љубов. А за да ни го возложи сето тоа, како што вели светиот Климент Охридски, ние треба да го слушнеме Христовиот глас, да се покаеме, просветлувајќи се со смирение, цветајќи со братолюбие, приближувајќи се кон Бога со гостопримство, вознесувајќи се до небесата со постење и правејќи се синови Божји со милостина. Господ Исус Христос, влегувајќи во историјата, не ги подари благодатните дарови потребни за вечниот живот. Но секој што се именува со името Негово е повикан тие дарови да ги прими и да ги оживее. Затоа должноста на секој христијанин е преку честит и богоугоден живот да се подготвува за вечна заедница со Бога. Оттука потребно е постојано да бдееме над своето срце, над мислите, зборовите и делата, за благодата што ни е дадена да остане плодотворна. Амин. Бог се јави, честит и вечен празникот. На сите православни верници им го честитам големиот христијански празник Богојавление Водици. Посакувам празникот да ни донесе радост во срцето, светлина во душата и мир во умот. Верувам дека осветувањето на македонските води ќе ни помогне да ги надраснеме малодушноста и летаргијата и ќе ни инспирира на добродетелство и на грижа за блиските и за заедницата. Само со благост, внимание, солидарност и емпатија можеме да го разбудиме боженственото во себе, покажувајќи ја вистинската човекова природа. Бог се јави, на вистина се јави. Им се обрати на граѓаните претседателката Гордана Силјановска-Давкова. По истиот повод со честитки се јавија и премиерот Христијан Мицкоски и претседателот на СДСМ Венко Филипче. Осветувањето на водите и фрлањето на крстот е традиција, но и жива порака за доверба, за пожртвуваност и за надеж. Овој голем ден не подсетува колку е важно меѓусебното заедништво и добрите односи со сите луѓе. Во овие моменти луѓето се собираат, се подражуваат и ја споделуваат радоста, покажувајќи дека заедницата е најсилна кога е обединета околу вредности што не надминуваат сите нас поединечно. Нека Богојавление Водици ни донесе духовна сила, трпение и мудрост. Стои во честитката на премиерот Мицкоски. Го честитам големиот празник, Богојавление, Бог се роди, во моје лично име, во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. На момчето кое што и годинава, исто како и лани, го фати крстот, му посакувам многу успех и среќа оваа година. Тоа што скокна во ладните води на Охридското езеро е доказ за една голема храброст, голема умствена и телесна сила.